Халоуин, денот на вештирките кој го подели светот, забава, традиција или темен ритуал. Халоуин, популарно познат како денот на вештирките, е еден од најконтроверзните празници во модерниот свет. Секој 31 октомври милиони луѓе низ планетата облекуваат костими, палат свеќи во издлабени тикви и се пропуштаат на атмосферата на мистерија и страв. Но додека за едни ова е символ на забава, детска радост и креативност, за други, особено кај дел од христијаните, Халоуин представува празник со мрачно потекло, кое не треба да се слави. Потеклото на Халоуин се поврзува со древниот келтски фестивал Семхеин, одбележуван на ноќта помеѓу 31 и 1 ноември. Според Енциклопедија Британика, овој празник означува крај на летото и почеток на зимата, период кога келтите верувале дека границата меѓу светот на живите и мртвите е најтенка и духовите можат да се вратат меѓу луѓето. За да се заштитат, луѓето палеле огнови и носеле маски за да ги збунат злите духови. Кога христијанството се проширило во келтските земји, црквата се обидела да го христијанизира овој празник, воведувајќи го денот на сите светци на 1 ноември, а вечерта пред него станала позната како All Hallows Eve, од кога потекнува името Халоуин. Со текот на времето, особено во Соединетите Американски држави, Халоуин се трансформирал во семеен и општествен празник, без религиозен контекст. Според History.com, празникот денес е првенствено символ на забава, со костими, украсени домови, детска традиција, trick or treat и тематски забави. Економски, Халоуин е еден од најпрофитабилните празници во Соединетите Американски држави, веднаш по Божик, со милиарди долари потрошени годишно на костими, украси и сладки. Сепак не сите гледаат на оваа прослава со воодушевување. Дел од христијанските заедници низ светот го отфрлаат Халоуин поради неговото паганско потекло и символика поврзана со смртта, демоните и мрачните сили. Според Christianity Today, некои свештеници предупредуваат дека Халоуин, дури и во својата забавна форма, промовира теми кои не се во согласност со христијанските вредности. Други пак, како што наведува The Conversation, сметаат дека празникот нема реално религиско значење и дека денес треба да се гледа како културна традиција, слична на карневал или маскенбал. Интересно е што според истражувањето на Pew Research Center, околу 70% од американците слават Халоуин, но само 13% веруваат дека празникот има духовно значење. Тоа покажува дека современото општество го гледа овој ден повеќе како празник на фантазијата и забавата, отколку како некаква паганска или окултна традиција. Сепак прашањето останува, дали треба да се слави Халоуин? Одговорот зависи од контекстот. Ако некој го доживува како семејна, културна или детска забава, тогаш празникот може да биде позитивен и нивен повод за дружење и креативност. Но ако некој го гледа како духовно проблематичен, поради потеклото и символиките што ги носи, природно е да го одбегнува. Во суштина, се работи за еден избор и свесност за тоа што на вистина се слави. Халоуин е пример како древната традиција може да преживее илјадници години, да се менува и да се прилагодува на современото општество. Од ноќ на страв и мистерија, тој стана ноќ на костими, тикви и забава, но зад светлото на свеките во тиквите, секогаш постои прашањето: дали празнуваме само забава или нешто многу подлабоко?